Можеме да почнеме со точка број 9. Имате прашање или? Повелете. Програмата за работа? Тота. Да. Програмата за одржување за јавна чистота на територија на општина Мордива е скоро слично од претходната, која опфаќа собирање на смет во населените места, чистење на паркови, зеленила, канали, улици. Дадени се там го материјалите по километри, по квадратури. Немаме некои нови паркови да додајме. Влезови на села. Пресметано со работа на дневници, се гледа, сметките ги имате таму, се поработи колку што и излесува 1.797.000. Прашање некој по-конкретно? Повелете. Дали за одржување и чистење на коритото на реката Шемница Добро. се работи за цела река, само кај има куќи или на кој дел? Првен тоа ќе те прашам. Само во населени места. Инаку за чистење на реката се задолжени Битолско поле, знаеш. Значи, јас имам на забелешка дека од кај што се фрла крсто, па до станицата или до кај Макре, воопшто тука никош не е чисто. Значи, ние чистиме брегот, косење. Тоа е работа за скип, работа за тримери, го пише го например. Со тримери е косено, покрето чистено таму. Друга работа. Лани снимав исто за новоселани кај возока што и патчето, значи и то тие се жале таму, човекот беше на лице место го снимав и него. И гледав таму шипчина, трње сето, значи да сака да подсокола некој да однеси или да земи некои ствари не може. Да. Тоа дали ќе се годинава ќе се средва, пошто лани не го средивте. Лани го поминавме отпосле со Мулчев, поминавме патчето до новоселани. Друга работа наплатено е сето, значи за оваа година. Борчи општината нешто, наплатена е во зелена борчина. Не е во теки уште Оти Парково Будаково е никако не го видов чисто. Парково Будаково никако не го видов, значи сето таму го снимав 100 пати и да ми рече се некој дека е чист, се ќе поидеме, значи не е ни чепнат. Парково Будаково прво и така слични. Да поидеме не можеме да го најдеме. Тоа е промашен проект. Што треба да направиме ние? Ако го најдеме. Дали друг има прашање? Ако немате прашање. Јас ќе искористам прилика да бидејќи тука директорот, еден апел до администрацијата и до советниците и со жителите во сите населени места, вашите сопартици, еден апел да си ги подмирите долговите до крајот на годината, бидејќи некои се повеќе годишни. Еве лично да го користам и директорот бидејќи тука, да се подмират долговите на кон комуналец за собирање на комуналниот смет, за да може нормално да функционира. Вака и да пренесете кон сопартиците и раководствата во вашите партии, сопартици и слично. Убав период за плаќање се зема некој динар, затоа што најбрзо излезе ќе стијат многу тужби. Дали имате прашање врска со точка број 9? Ако нема прашања, ставам на гласање кој е за. 7 гласа за, против, воздржан 4.
Точка број 10, предлог програма за управување со отпад на територијата на општина Могила за 2023 година. Дали некој има прашање во врска со оваа програма? Доколку повелете. Јас во ова програма сакам да опрашам директорот За отпад. со отпадната вода на станицата. Што мисли? Тоа е проблем во многу општини, не само кај нас. Знаеме дека е. Таму се поминува на неколку базени водата, но не е тоа. Бактериите што треба да бидат таму коштаат колку цел проект тука. Околу 60.000 евра за цела година. Во таква можност ние не сме, како комунално, али водата поминува ни сите базени и ја пуштаме нефилтрирано. Знам водата како поминува, има и бајпас, и тој работи. Не работи бајпас. Сигурно? Да. Кога да појдеме заедно? Сега може? Може. И да ги изваеме цревот цел. Може, да. Прее му реков на гранчалникот, луѓето извају. Одека ќе го монтираме. Ти не знај дека има црево, мислам, може не е запознат. Бајпасот сигурно гарантирам 100% дека јас не е уклучен. Работи. Бајпасот работи, да не ти видам снимки, ти работи бајпасот. Сега друга работа сакам да кажам, зошто не бараш пари, една година си директор. Зошто не бараш пари? Сега да предвидиме во буџет. Да предвидиме, да дајме некоја програма, да бараме некои средства да се направи таму, ако треба наново да се направи. Вака не оди, од еден проблем правиш два. Јас сум да се извадат средства Не, во ред. Така, не може да градиме ние две прочистителни станици кога не е завршен. Ајде ги градиме, ајде уште две да градиме. За ова немаме пари. Значи не функционира, функционира во станицата не. Значи за брзо ќе дојде и изгласување на буџетот на комуналното. Ќе видиме дека јас го наследив со околу 3 милиони денари долгови. Ќе видиме дека се намалени. Јас сметам дека во оваа криза доволни се и овие, па се сработи толку, али да се стигне до кај и да види за толку сработено. А проекти кои што кажуваш ти, може секој да побара и општината за нова прочистителна, за таа да функционира било кој. Не значи дека само ние сме должни за тоа. Можете и вие, да. Дали друг има прашање за програмата под точка број 10? Ако нема, ја ставам на гласање. Кој е за? 7 за, против, воздржан 4. Точка 11. Предлог одлука за усвојување на програма за работа на ЈКП Пела Хигиена општина Могила за 2023 година. Дали некој има прашање во врска со програмата? Ако нема прашања, извинете, само председателот на комисијата за комунални работи и сообраќај да го изнесе ставот за комисијата. Комисијата за комунални работи и сообраќај разгледа тачката, за истата има 2 гласа за и 1 воздржан. Во ред, дали сега имаме прашање во врска со точката? Ако нема, ја ставам на гласање. Кој е за? 7 гласа за, против, воздржан 4. Точка 12. Предлог програма за водовод на општина Могила за 2023 година. Комисијата за комунални работи и сообраќај. Комисијата ја разгледа тачката, 2 гласа за и 1 воздржан. Јас имам една забелешка, прашање. Со 35 милиони денари опатени се сите населени места. Беранци, Долносрпци, Башарица, Лознани, Новоселовни, Вањевци, Подино, Светотодор и Трновци во износ од 35 милиони евра. Са дали овие 9 милиони 557 милиони 295 денари за индустријската зона Петилеп се вклучени во овие 35 милиони денари?
не два посебни проекти се, веќе готови проекти со конкретни суми, затоа се предвидени во ситуација, за да можеме утре други, ако има повик, за да можеме да ги аплицираме. На 11.12.2020 година под проектот за главен цевковод за водоснабдување во истите населени места Добре. за општина Могила со вкупна проективна вредност од 28.308.760 денари, согласно поднесењето барање се одобрени средства. Сега, тие во 2020 се одобрени средствата. Така. Во 2023 бараме пак 35 милиони за истите села, за истиот цевковод. Супер. Одлично ти е прашањето. Бидејќи не сакав да се занимавам со цела година со пропустите на претходното владење, одлично ти е прашањето, еве прилика да објаснам што точно се работи. Овде се два проекти, се работи за два проекти. Претходно средствата од ТАФ кои беа обезбедени за градење на карго авион во Штип, кој не успеа оваа влада во 6 години да го изгради, кој ќе беше огромен бенефит за земјоделците, бидејќи цели континери ќе одеа за храна надвор од Македонија, немаше да имаме криза во земјоделството, одлучија популистички момент сите тие милиони евра да ги поделат во општините. Општина Могила доби 28 милиони денари. Од тие 28 милиони денари беше аплициран проект кој немаше да има функционалност. Ќе беше еден споменик под земја. Значи тој ќе беа 28 милиони денари закопани во земји. Значи јас откад дојдов од првиот ден со под сугестија на администрацијата, значи по сугестија на АЦО, морам да кажам, дека ова не е во ред да превземиме мерки. Пуштивме неколку дописи до уште вици премиерот, се надевам што побрзо ќе заврши мандатот, битики и немаме се уште одговор. Усмен одговор имаме од администрацијата дека ќе се среди, дека ќе помини со одлука на влада до нова година, ама еве нова година е за 20 на дена. Тие 28 милиони денари, пари собрани пред 7-8 години за градење на карго авион, што беа поделени, ќе беа подземен споменик. Ние аплициравме или промена баравме на проектот да почни од надвозникот, значи од надвозникот, бидејќи до тука имаме вентил од водовод Битола, и со тие 28 милиони денари да се изгради до онаму докаде што има средства, да се опфатат Српци, Беранци и Вашерејца максимум, како што се предвидува. Не да почни од Петилеп нагоре до другите села, бидејќи тоа ќе немаше една целина и никогаш немаше да биде во функција. И еве една работа која цела година треба да биде решена за 1 или 2 месеци, цела година немам личен контакт со вице-премиерот, се работи за 28 милиони денари, државни пари собрани пред 7-8 години, да го решиме и да се стави во функција. Со усмен одговор од администрацијата што комуницираме, јас сум градоначалник, треба директно да комуницирам со вице-премиерот или со премиерот или со министерот, не со администрацијата, дека да, во скоро ќе се стави на гласање. Значи не излегуваат во пресед и на оние пари кои некои домаќински ги собрал. Значи претходно ги собрале ВМРО тие пари за да направат карго авион да решат огромен проблем. Сега, за да покажат дека ние сме неуспешни, немаме комуникација. 28 милиони денари ќе почнат да се градат овие два проекти, 9 милиони и 570 илјади денари и 35 милиони се два различни проекти. Ќе почне од надвозник се до искористување на средствата кои се обезбедени од транспорт и врски и ќе има функционалност, самите средства ќе бидат во функција. Значи тие борби ние секојдневни што ги имаме со покрај намерните еве на 30 бидејќи немавме седница од тогаш, со одлука на владата се укинаа можноста ние на јавното претпријатие да му префрлиме јавното осветлување, со тоа да ја намалиме 5 пати сметката. За август и за септември плативме 750.000 денари, претходно се плаќало од 180 до 200. Уште еден доказ дека немаме комуникација, дека немаме поддршка, значи вие ќе ја пијате водата во Вашерејца, во Српци, во Беранци. Значи срамота е во Српци, во Вашерејца, во Беранци да го поддржат утре кој ќе излезе на избори. И не дава да го средиме ова техничкиот дел, административниот со правниците и со стручната служба. Јас не сум стручен во областа, ама го видовме проблемот и молиме уште да се реши што поскоро. Ќе ве замолам вие како советници или да ги искористите пратениците што ги имаат од регионот, дали Битола или Прилеп, да
комуницираат со Метики, да го замолат да ми одговори барем на пораката, да можеме ова сето да го реализираме за вие во водовод во Вашарејца, Српци, Беранци и нагоре до кај ќе стигнеме, да може да го користат граѓани. Бидејќи овие пари не ги донесем ни јас, ни претходно што бил некој, овие се пари од граѓаните, пак ќе напоменам, собрани се пред 7-8 години за карго авион во Штип. И од толку што се неспособни успеа да ги поделат по општини, бидејќи поголем ти беше бенефитот за карго авионот од Витврдан, отколку расцепкани по сите општини. Дополнително прашање доколку има, сакам да слушам. Кој правен субјект ќе се обезбеди водата и дали се има капацитет? Ова е студија, мислам, проект е над 6-7 години стар, така? 15, 10. Значи тогаш од водовод, водовод Битола, ќе се обезбеди вентил, има завршен вентил до надвозникот, за физички да знаеме кај е завршната траса до тука стигнат водовод Битола. Значи тие се од водовод Битола и капацитет и технички исправна вода има, значи од надвозник до искористување на средствата ќе биде. Кој се надевам ова пролет дека нема да имаме дополнителни кочници и ќе се почне да се реализира. Дали имаме други прашања? Повелете. Дека спомнаме водата, исто со водовод Битола, да направиме една иницијатива, ако треба ние сами ќе платиме како општина Могила, не е многу. Значи едно црево да се пушти од училиштето во Чарлија за другото село, некаде од километар и нешто. И таму ќе се разграничи, ќе си клат сатој луѓето по куќите, да ти бараат да наводнуваат расади, знаеме таму колку земјиште се работи. Што да прат врша? Таму не знам дали имате поедено, значи за расади, за чешми, значи да има и во манастирчето чешма, и во куќите чешми, тие си бара ќе си клат посебни сатои, значи тоа не е проблем, водовод ќе му намести посебни сатои. Еден ќе има контролен да не случајно некој нисполе намести до училиште, значи еве да планираме средства и за тоа, да му посекако ако го планираме патот да му соцрта и да се ископа, ќе се пушти и цревото воедно со едно копање. Ми спланираме, значи за 1 километар црево не дојде на општина Могила. Тоа нема да фати ни поќе од 500 евра. А после тие ќе си го разграничи. Големи се средствата, пак, како што кажавме, прво треба со водовод да се комуницира, ние ќе го обезбедиме средствата. Требаше да правите досега на година помина, се апелирав од првиот ден, еве сега пак апелирам за новата година. И в година ќе го искажам истиот проблем. Средства се предвидени за такви работи. Значи, Ајде, направите програма и за таму. Километар и два. Значи, Направите програма и за таму и еве докај март, април да почнеме да уместиме вода, кој ќе му треба за расади. Комуникација со водовод. Значи, исто иначе да знаете дека забрането да се користи водата за пиење за наводнување на расадите или за било каква земјоделска активност. абе добро тие ќе биде забрането како за нас, како во дворот за кајте пример за кај мене, така и за нив ќе биде забрането. Тие јаде за пиење ќе му носиме. Значи да расчистиме дека бараме работи што законот се коси. Ето така. Така. Дали имаме друго прашање во врска со точка број 12? Точката е ставам на гласање, кој е за? 7 гласа за, против? Воздржан? Четири. Мислам да, ако треба ќе го викнеме. Точка број 13, предлог програма за изградба и одржување на канализациона мрежа во општина Могила за 2023 година. Председателот на Комисијата за комунални работи и сообраќај да го изнесе ставот од комисијата. Комисијата за комунални работи и сообраќај разгледа точката, 3 гласа за. Во ред, дали имаме прашања? Точката е ставам на гласање, кој е за? 10 гласа за, против, воздржан 1. Точка број 14, предлог програма за комунални дејности на подрачјето на општина Могила, исто Комисијата за комунални работи и сообраќај. Комисијата за комунални работи и сообраќај разгледа точката, 3 гласа за. Имаме едно прашање, во кој сила поточно ќе има урбана
опрема, а во кои села ќе се обнови стата? Пошто тука пише во сите населени места. Тие се предвидени средства за работа за цела наредна година, така да веќе се почна со дел од урбаната опрема да се реконструира и да се освежува, по потреба понатаму и монтирањето на дополнителна урбана опрема. Подобро да ги предвидиме сите села, за да можеме во нареден период, онаму каде што има потреба, да монтираме урбана опрема. Дали имаме прашања? Точката ја ставам на гласање. Кој е за? Кој е за? Уште еднаш само да видам. 7 гласа за. Против? Воздржан? 4. Точка 15. Предлог програма за локален економски развој на општина Могила за 2023 година. Комисијата за финансии и локален економски развој ја предлага програмата за усвојување на денешната седница. Дали имаме прашање по точка број 15? Повелете. Ајде. За под 10 тука, значи таму се опфаќа за Црничани, за тој домот што требаше да биде планински. Годинава таму ништо не се направи, или барем јас така мислам. Што се очекува за 23-та во него? Доколку има интерес некој да го земе за приватно партнерство или да го земе под концесија. Значи, тоа е да. Ние треба да предвидиме дека не е во програмата, доколку има интерес некој да го Но треба да го понудите вие. комуницираме со, како што кажа, не знам дали е или не е направено, во областа стручни лица се комуницира за сега цела целина му треба неколку објекти на цела територија, вклучувајќи Новачката и Прилепската општина, за да може да направат 3-4 објекти за да можат да користат за лов или рекреација. Повелете, Андреја. Во програмата за локален економски развој имаме техничко опремување на објект во Могила, повеќенаменски објект со изложбен простор и библиотека во Могила. Износ на средства 1 милион денари. Јас мислам дека оваа сума е преголема за изложбен простор и библиотека. Не, добро. Пошто сигурно нема да се местат овде златни полици. Исто имаме Бидејќи немавме средства, реализацијата на тој проект одеше во две фази. Прва фаза беше со Светска банка изградба на објектот. После имаше втора фаза дел архитектура, затоа што предвидените средства не стигнаа. Значи дел архитектура се реализира и некакво внатрешно уредување. Значи остана за да се оспособи цел објект со техника. Значи видео бимо и сите тие работи што ги треба да направат компјутери во канцеларите. Таа е таа сума, значи за дополнителна техничка стока. А иначе е објектот завршен, значи нема ништо поќе да се доопреми, али со техника. Фала, дали имаме прашања? Не сум завршена јас. Тука имаме изработка на проектна документација за повеќенаменски игралишта во Мусинци, Вањевци, Долносрпци, Дедебалци, Лознани, Беранци и Трап. Сума немаме. Колку ќе кошта ова? Мислам Имаме треба да вкупен се износ знае. на програмата. Ова, овде нема сума, имаме вкупен износ на програмата. Баш сакам да го видам дали е пропуст, само не да се стави. Да само 9. Само 9. Да. Може би купниот износ со она што Со остатокот, со да. остатокот може би излегла сума Не знам дали е од администрацијата браво, тоа значи локален економски развој Гордана, Квара, Весна и сите дава предлози, така да ако само сумата проблем, сепак се предвидва и за нареден период имаме две
повеќе наменски игралишта што ги изградиме, за разлика од претходните 4 години што не се изградени едно и аплицирано е друго во една од амбасадите, така да мислам дека во рок од 2 години имаме 3 повеќе наменски игралишта и затоа ни треба проектна документација за во Мусинци конкретно и за другите села кои што има пречина за да може да се аплицира на полиција. Добро. Имаме изградба на училишна спортска сала во Кочорацин, село Ивањеси, 10.083.604 денари. Тука дали имаме веќе готов проект или ова е само желба? Значи, водејќи се по изградбата на салата во училиштето во Могила, истро, значи проектот е шаблонски, како што можам да стручно да се изразам. Само за тие цени. Да, од тој период се цените, доколку некаде би имало помик, еве, можам и тоа да го кажам колку имаме